Општина Куманово заедно со Инфоточка во Куманово и Европската делегација организира прославување на Денот на Европа. Беа поставени штандови од Шпанија, Германија, Италија, Австрија и Кипар, на кои граѓаните може дополнително да се информираат за одредената земја. Беа вклучени повеќе невладини организации, а носител на активностите беа Мултикулти и ЦИТ, кои што со нивните волонтери правеа презентација на државите. Застапени беа скоро сите основни училишта. Сега тука е и амбасадорот, односно заменик амбасадорот на Шпанија, кој што им стои на располагање и ќе биде пред штандот да даде некои одредени информации, а има и неколку промотивни материјали кои што се обезбедени од амбасадите и им служат на граѓаните, односно ќе можат слободно да ги земат, да се информираат, да добијат информации и така натаму. Во амбасадата, во конзулатите и сите други потребни информации што сакаат да ги добијат за одредената земја. Заменик амбасадорот на Шпанија Фернандо Лопес де Кастро Гаридо вели дека Шпанија посакува на Македонија европска перспектива и се надева дека силно ќе зачекори и набрзо ќе стигне до целта. Поштовани присутни, за мене представува големо задоволство да бидам тука со вас на овој ден, 9 мај, да го прославиме Денот на Европа. Денес прославуваме 60 години од востановувањето на Европската Унија и 2017 година представува 30 години од кога е мојата земја, Шпанија, членка на Европската Унија. Во текот на изминативе 60 години се има создаден еден простор на слобода на движење, слобода на мислење, на просперитет и добробитие за целиот народ. Шпанија посакува и ја поддржува од самиот почеток европската перспектива на Македонија и се надеваме дека на тој пат силно ќе зачекори и набрзо ќе стигне до целта. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски истакна дека се надева дека државата што поскоро ќе зачекори по патот на интеграциите, а најмладите со песна игра и одбележаа слободата, демократијата и роденденот на Европа.